Штипските социјалдемократи едногласно за единствен кандидат за претседател на СДСМ го избра актуелниот претседател на партијата Зоран Заев. Претседателот на општинската организација на СДСМ во Штип Владимир Милошев истакна дека на седницата се одредени и кандидатите за Централниот и надзорниот одбор на партијата. Во централата се испратени 7 кандидати за учество во највисоките партиски тела. Секако дека испративме до централата наши кандидати за членови на Централниот одбор и кандидати за членови на надзорниот одбор. Потоа на конгресот на 27 мај ќе се утврдува конечниот состав на Централниот и надзорниот одбор. Така, дали ова значи дека ова се и подготовки за престојните локални избори? Па на некој начин да, бидејќи потоа ќе следуваат интензивните подготовки по пресред на најавените есенски локални избори. По конгресот на СДСМ на 27 мај Милошев вели дека стартуваат и подготовките за локалните избори. Очекува дека наскоро ќе се најде и решение за локалната власт. Инаку од денеска, според толкувањето на ЗЕЛС, граначалниците се во работен однос, но без мандат. Но попладнево со соопштение излезе и Државниот инспекторат за локална самоуправа, во кое се вели: мандатот на советниците истече на 24 март и сите одлуки донесени од советите вкупно 680. Инспекторатот ги поништи и се ставени вон сила, а на градоначалниците може да трае до завршувањето на тековната година, односно до 31 декември. Од инспекторатот појаснува дека според 2 члена од Законот за локална самоуправа мандатот на граначалниците трае до завршување на тековната година, односно до 31 декември. Па со оглед на изминатиот мандат на советите, граначалниците извршуваат техничка функција, но во никој случај не смеат да прекинат со функционирањето на општината, а ако не ги извршуваат обврските, ќе се соочат со санкции. Граначалниците во Македонија сега се само чувари на имотот со кој до вчера раководеа. Останаа со скусени ингеренции откако истече нивниот 4-годишен мандат. До новите локални избори или пак до измена на законите во собранието ќе се снаоѓаат, особено околу финансиските потреби за нормално функционирање на децентрализираните институции.